благих и жизни податели пред Нив, сили се ние очистиме, цеке скреми, спаси, блаже души наша. Слава Отцу, на Духу и Христа, веки веков. Амин. Молитвам се того апостола Матеј, сеј свети Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. Денеска ќе продолжиме со делот од Евангелието што е беседата на гората, кој што нема да го завршиме денеска, туку продолжиме понатаму, ама е многу впечатлив дел, затоа што тука ќе потсетам дека Господ почна да им зборува на учениците и на оние што го слушаат, почна да им зборува за тоа што е претходно напишано во законот и што е она што Христос сега го введува како ново, да кажеме така, построго правило. И вака вели Господ во Евангелието: сте слушале дека е речено око за око и зап за зап, а јас ви велам, не противете му се на злиот, ако некој те удри по десниот образ, заврти му ги другиот. Овде толкувањето е тоа дека светиот Теофилак Охридски вели: законот по снисходење, според Исаја 21 глава 24 стих, допуштил еднаква одмазда за од страв да не се претрпи истото, никој да не го навредува другиот. Значи, тоа се спомнува и на некои други места. Значи, тие што се дадени во Стариот Завет, некои правила око за око, зап за зап, не се дадени за да човек се одмаздува, него да човек биде спречен да некому извади око, знаејќи дека заради тоа нешто и него ќе треба да му биде извадено едно око. И на тој начин да се спречи злото. Меѓутоа тоа се им извитоперено во текот на времето и сега да видиме другите светиоти што зборат. Зол Господ тука го нарекува ѓаволот, кој што делува само преку човекот. Значи, зарем на ѓаволот не треба да му се противиме? Да, треба да му се противиме, но не со удар од наша страна, туку со трпение, затоа што огнот не се гаси со оган, туку со вода. И немој да мислиш дека тука станува збор само за удар во образ, туку и за секаков друг удар и за секаков друг вид на навреда или напад воопшто. Следниот толкувач вели: законодавецот на двата завети е ист, но иудејците како нескротливи, на нив законот им ги забранувал само действијата, додека Евангелието, пренесувајќи го учењето како на мудри луѓе, ги забранува и самите мисли од кои се раѓаат делата и ги заградува како извори на злото. Не само што строго ги казнува извршените гревови, туку поставува сигурни препреки за нивно извршување. Законот со мерата за казна предвидува еднакво страдање, дозволувајќи му на навредениот да направи само онолку зло кога што и самиот претрпел, за да се одвратат луѓето од правење зло, чувајќи се самите да не го претрпат истото. Значи, освен тоа што кажавме дека било потребно да кажеме да има таква забрана за човек да не се дрзне на другиот да му наштети, знаејќи дека и самиот ја претрпи такава штета. Тука светиот Исидор Пелусиот нагласува уште едно нешто, дека законот предвидува да се врати само во онаа мера колку што е нанесена штета. Ние денеска по нашата човечка, да кажеме, слабост и, како што кажува тука толкувачот, нескротливост, знаеме, да кажеме, тој ми наштети толку, ама јас ќе му вратам него дупло, или ќе му вратам повеќе кратно. И самите сме сведоци заради некои наши слабости, како за некоја мала штета или навреда, дури несвесно, спремни сме да казниме повеќе. Спремни се другите да ги казниме повеќе, отколку нам што ни била нанесена навреда. Например, некој на улица некој, да кажеме, ќе опсуе, тој ќе му врати со тепање. Тоа е, да кажеме, на едноставен пример, каде што луѓето природно, наместо да го стишува, да кажеме, огнот на јароста, го зголемуваат. И затоа вика толкувачот: огнот не се гаси со оган, туку се гаси со вода. И затоа Господ не ни заповеда да
враќаме со иста мера, туку да покажеме кротост и трпение. Понатаму толкувачот продолжува. Евангелието со кротоста на оној кој што страда го попречува порокот да се расшири кон полошо, бидејќи праведно се поставува граница за неправедноста на одмазниците и бил даден закон да не се прави ниту лошо затоа што се враќало со иста мера. Секој го правил она за што го винувал навредувачот. Но тоа не значило прекратување на претходните лоши дела, туку предизвикување на нови, пострашни, кога некој ќе се раздразнил и повторно ќе направи зло, а другиот ќе се стремал да се одмази за старото зло и немал никаква граница во злото. Така одмазата послужила не како крај, туку како почеток на поголеми неволји, кога навредувачот и одмазникот паѓале во непомирлив раздор. Та она што било премудро во законот, што законодавецот го востановил за да се спречи паѓање во грев, тие го направиле повод за грев. Така, штом толку се изнародило злото, Евангелието го гасило како оган. Го гасило како оган нивниот почеток и однапред го спречило стремењето кон зло. Значи, повторно она што го зборувавме, дека законодавецот во Стариот Завет овие строги правила око за око и зап за зап ги дал за да се спречи злото и да се стави граница на злото. Меѓутоа луѓето ја надминуваат таа граница и наместо злото да се смалува, злото се зголемувало. И затоа во Евангелието Господ гледаме каква заповед ни дава. Ако те удри некој по десниот образ, заврти му ги другиот. Уште едно толкување вика. Евангелието пропишува не само воздржување од предизвикување неправедност, туку бара од нас да се избавиме и од тајната желба да се одмаздиме за неа. Бидејќи ни заповеда, кога ќе добиеме удар во образ, да го свртиме и другиот, затоа што Господ заради преумножување на својата слава ги поставил своите образи за удари и грбот за камшикување. Овде ќе кажеме дека пред некој скоро време баш со еден мој пријател од црква зборувавме, тој ми раскажуваше дека некаде видел некакво толкување на овој дел, каде што тоа од некој, да кажеме така, неправославни извори, каде што се навлегува тоа што значи удар во десниот образ, што значи удар во левиот образ, во смисла дека имало разлика дали човек ќе биде удрен со едната или со другата страна на раката. Тоа сметам дека е нешто што не соодветствува на духот на Светото Писмо, туку дека луѓе сега си наоѓаат, да кажеме, некакви изговори за пак да си продолжат да прават по свое. И тие велат, да, тоа значи нешто посебно во Евангелието, ама во мојот случај е друго. И пак си дават за право да враќаат со иста мера и да ги гледат овие заповеди само во некоја преносна смисла, да не ги гледат во буквална смисла. А тука е буквално кажано дека ако те удри некој по десниот образ, заврти му ги другиот. И толкувачот последен што го прочитавме свети Илари Пиктавицки вели, и самиот Господ ги даде своите образи за удирање и својот грб за камшикување. Следниот стих вели: оној кој што сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Сега тука само ќе кажам дека во различни преводи на македонски јазик има различна терминологија. Некаде, например, место кошула пишува туника, место горна облека пишува наметка. Меѓутоа, туника не знам колку е јасно само по себе, кошула мислам дека е појасно. И самиот толкувач вели: кошула се нарекува долната облека, а наметка горната облека. Овие називи се користат и еднот наместо другиот. Значи нема никаква суштина во ова. Суштината ја гледаме во ова што ќе прочитаме следно. Дај му е горната облека ако тебе те повлечат во суд и почнат да те малтретираат, не само тогаш кога ќе те побараат, затоа што така и вели Евангелието. Оној кој што сака да се суди со тебе да ти ја земе кошулата. Следно толкуваш вели: ако некој ти одзема нешто, не се противи, туку љубомудрувај, биди мудар според заповеста на Спасителот. Поверувај дека оној што одзема од тебе ќе загуби многу повеќе,
а тебе ќе ти даде можност да се стекнеш 3 пати повеќе од она што си бил оштетен, што ти е одземено од тебе. Воопшто немој да го губиш душевниот мир за она што е материјално. Расудувај и вака: Господ ми дал безбројни богатства, но сега тој од мене бара жртва, прилог за ништожна честичка од тие богатства и жртва на трпение за правдата. Дај ја таа жртва, потрпи. Бог нема да те остави, не се сомневај, имаш се што ти е потребно. Ова го вели светиот Јован Кронштадтски. И да кажеме, тоа се подразбира, ама кога ќе дојдеме до таков момент се подсетувам, светите отци тоа што го кажуваат е нешто што самите го поминале, самите го искусили. Не се овие толкувања, некакви теоретски размислувања на некои абстрактни теми, и затоа ние не се повикуваме на некои, да кажеме така, светски мудри или образовани луѓе со некакви академски титули, туку се повикуваме на светители од црквата. И воопште некои делови тука од овој дел од Евангелието ќе се покаже истото. Значи самиот Свети Јован Кронштадтски така живеел. Самиот тој е познат по тоа, ако сте читале во неговото житие, дека некој многу пати ќе излезел со обувки, надвор ќе се вратил без обувки и некому ги дал кој што нема. И тој не упатува да не се грижиме премногу за некаква ситна материјална штета. Дека Господ ни надокнади повеќе, да не се вознемируваме за тоа и да, условно кажано, да даваме со чисто, со мирно срце, да кажем. Другиот толкова Свети Теофан Затворник вели: поинаку кажано, дај се себе си како жртва на своеволност и човечката злоба. Но како може така да се живее? Немој да се безпокоиш. Оној што ја дал таа заповед, тој промислува и се грижи за нас. Кога со полна вера од сета душа ќе посакаш да живееш така што да не се противиш на никакво зло, тогаш самиот Господ ќе устрои за тебе начин на живот, не само поднослив, туку и среќен. При тоа се случува така што спротивставувањето уште повеќе го раздразнува противникот и го поттикнува да измислува нови непријатности, а отстапувањето го разоружува и го смирува. Од тука се случува, ако ги истрпиш само првите притисоци на злобата, луѓето ќе се сожалат и ќе те остават на мира. А спротивставувањето и омразата ја разгоруваат злобата, која од еден човек преминува на семејството, а потоа од поколение на поколение. И уште еден толкова Свети Максим Исповедник вели: зошто Господ така кажува? За тебе да те зачува безгневен, нерастревожен и неогорчен, а и него со твоето, значи твојот противник, со твоето незлобие да го поучи и вас обајцата да ве доведе под игото на неговата љубов, бидејќи Господ е благ. И минатиот пат во неколку места беше спомнато тоа дека дури и кога се работи, минатиот пат се збореше за навредата, дури кога се работи за некаква, да кажеме, ситна навреда или некое мало непочитување, Господ тоа го осудува како нешто што ја нарушува љубовта меѓу луѓето. Еве сега се зборува за нешто по-драстично и пак светите отци викаат во сето тоа да се зачува мирот, кротоста и да се смета на тоа дека Господ ќе ни врати за штетата што сме претрпеле, а има добри шанси Господ заради нашата кротост и оној кој што е наш противник да го смири. Доколку ние се спротивставиме, како што вели Свети Теофан Затворник, можеме само да зголемиме неговата јарост. А ако се смириме и се сложиме дури да претрпиме штета, Господ може и него да го вразуми. Следно стих од Евангелието вели: ако некој те натера да одиш со него 1 милја, оди со него 2. И толкувачот вели: што ви зборувам за кошули за наметка, вели Господ, и телото свое дај му го на оној кој насилно те влече и направи и повеќе од што бара. А Свети Максим Исповедник вели: оној што не принудува, значи ова е во една преноса смисла толкување, оној што не принудува е Господ преку неговото учење, да одиме 1 милја по неговата заповед. Ние треба да го слушаме пропишаното и да одиме 2 милји, односно да внимаваме и на заповедта да дадеме уште 1 милја преку делата. Поинаку кажано, не принудува да поминеме милјата на верата, но бара од нас и дела на верата. Значи, освен што има буквално толкување
за кое што кажа Свети Теофилакт Охридски. Ова може да се свати во преносна смисла, дека едната милја е тоа што внимаваме на заповеста, а втората милја е тоа што додаваме и дела на нашето учење. И уште едно толкување од Свети Хроматија Аквилески кој што вели: некои сметале дека смислата на овие зборови треба да се сваќа духовно. Ако неверникот или оној кој не ја исповеда вистината говори само за Отецот, Создателот на се, како да стапил на патот на законот, ти пројди со него уште 2 милји. Односно, после укажувањето на Бога Отецот, спроведи го по патот на вистината до познанието на Синот и на Светиот Дух, покажувајќи му дека треба да верува не само во Отецот, туку и во Синот и во Светиот Дух. И пак ќе кажам дека овие сите толкување во преносна смисла не го одрекуваат и буквалното толкување. Тие само се надополнуваат на она што е буквално толкување на зборовите Господови. Зборам за овие конкретни поуки. На оно што бара од следно стих од Евангелието. На оно што бара од тебе дај му и не одбивај го оно што сака да позајми од тебе. Толкување. Дали непријател или неверник бара од тебе пари или друга помош, дај на заем, вели, не со камата, туку просто за корист на ближниот, зашто и во време на законот, односно во Стариот Завет, заемите биле без камата. Значи, тука ни кажува дека кога помагаме да не очекуваме за нас некаква корист. Да, овде, например, веќе Господ ги заострува тие правила и дава уште построги правила. Јас да видам искрен сега моментов не се сеќам точно како беше во Стариот Завет, ама во секој случај новиот Завет, да кажеме, е малце построго тоа што е во Стариот Завет кажано. Не може да се сетам во моментов дали беше дозволено да се дава со интерес, би рекол дека во Стариот Завет да, има, мислам дека тука и со банките тоа не е скроз баш на чисто, затоа што особено денес банките има, да кажеме, тенденција да имаат заработка практично од ништо. Значи има неколку, са дене навигуваме тие теми, има начин на кој што они имаат заработка практично само со тоа што поземуваат. И тоа сега не можам да кажам една брзинка, вака еден збор да го осудам сите што работат во банкарски сектор, ама не сите пракси на банките сметам дека се исправни и согласни дури ни со Стариот Завет. Затоа што во Новиот Завет, например, пишува нешто кој не сака да работи, нека не јаде. Така. А денес имаме, например, еден куп начини како јас ако имам пари да ги вложам некаде, да не работам ништо, а да живам од придобивките на тие пари. Тоа не се уклопува никако, ни со Стариот, ни со Новиот Завет. Така што прифаќам, јас ќе проверам тоа како е во Стариот Завет, веројатно дека е така како што кажуваш, ќе продолжам понатаму. Свети Јован Златус вели: со овие зборови Спасителот бара помалку одошто со претходните. И немој да се чудиш на ова. Спасителот вообичаено така прави. Тој секогаш кон големото го придодава и малото. Макар и овие зборови да се мали во споредба со првите, сепак еднакво да внимаваат на нив оние кои што го земаат туѓото, а собствениот имот го раздаваат на блудници и на таков начин за себе разгоруваат двоен оган, преку неправедното стекнување и погубното растурање или расфрлање. Пропишувајќи тука да се дава на заем, Спасителот подразбира не давање пари за заработка, тука е доставно раздолжување. А на друго место бара уште повеќе, велејќи да даваме и на оној од кога не се надеваме да добиеме враќање на заемот. Толкување на Свети Василий Велики. Тука ми беше мило да го вклучиме Свети Василий Велики, затоа што
тоа е познато неговото житие дека помагал на сиромашни, на болни и да кажеме во таа област на помагање и на великодушност е некој висок критериум. Тој вели: овие зборови не повикуваат на заедништво и дружелюбивост кон она што е согласно со природата. Човекот е општествено и друштвено битие. Во заедничкото живење е потребна штедрост за издржување на оно што има потреба. Давај му на оно што ти бара. Он сака и ти според љубовта во својата простота да бидеш отворен за тие што просат. Он се мисли на Господ. А со разумот да расудуваш за степенот на нивната потреба. Од книгата Дела апостолски, преку луѓето кои со искуство ги достигнале целите на благочестивоста, ние се учиме на кој начин можеме тоа да го исполнуваме. Оние кои што владееле со земја или со куќи, ги продавале, донесувајќи цената на продаденото и ја полагале пред нозете на апостолите. И секому му се давало она за што имал потреба. Многумина, одејќи зад границата на неопходното, просат заради трговија или за разврат. Та затоа со обирањето на пари, апостолите го довериле на оние кои што имале веќе доверена грижа за сиромашните, за средствата да бидат распределени умешно и штедливо, соодветно на потребата на секого. И на болните често им треба вино, а сепак не секој може да определи кога, колку и какво вино треба да се дава. За тоа е потребен лекар. На ист начин, не сите можат со полза да располагаат со средствата за помош на некои што имаат потреба. Штедрата благотворителност од тука не им носи полза на некои што, например, прават лелекави песни за да ги измамат жените, кои што своите телесни повреди и рани ги користат како повод за стекнување. Потрошеното на нив ќе им биде за зло. Треба со незначително давање да го одвратиме нивниот лаеж. А со чувството и братолюбието треба да ги пројавиме кон оние кои што се научиле трпеливо да ја поднесуваат потребата. За таквите е речено: огладнев и ми дадовте да јадам. И понатаму: не се одвраќај од оно што сака да земе од тебе. Последната заповест е во согласно со претходното. Сиромашниот кога проси од тебе тука, бара на заем, укажувајќи му за тебе на богатиот, кој што на небесата ќе ти го врати неговиот долг. Се мисли на Бога. Оној што го милува сиромашниот, му дава заем на Бога, како што вели веќе и Стариот Завет. А гаранција за долгот е Царството Небесно. Ова мислам дека е јасно. Од една страна Свети Василий Велики збори, раскажува за тоа како е добро да помагаме, дека и при помагањето користи големо расудување. Значи, не е само потребно да кажеме сите средства што човек ги собира да ги даде без некој размислување, и тука треба да има расудување. И нема да ви го прераскажам, мислам дека добро го слушнав тоа што го прочитав. Следно толкова Свети Јероним Стридонски вели: ако го сватиме кажаното како да се однесува само на милостињата, тогаш таа заповед не може да ја исполнат сиромашните. Па дури ни богатите, ако секогаш раздаваат, веќе нема да бидат богати и можни и во можност секој пат тоа да го прават. Затоа подосна на апостолите им се дава богатството на милостињата, тоест на учителите се даваат заповедите, те и тие бидејќи добиле на дар да раздаваат. Таквата ризница никогаш не се испразнува, напротив, што повеќе се раздава, тоа повеќе се зголемува, како изворот што ги поросува околните ниви, а водата во него не секнува. Значи, тука повторно имаме и во преносна смисла толкување, кој што се вели дека укажувањето на милостиња не се однесува само на материјална помош, туку се однесува, да кажеме така, и на духовна помош, на конкретно се спомнати заповедите. Затоа се вели милостињата на апостолите, се мисли на тоа дека тие имале дар да ги пренесуваат заповедите на своите следбеници. Евангелието продолжува: сте слушале дека е речено: љуби го својот ближен и мрази го својот непријател. А јас ви велам,
Љубете ги своите непријатели, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат. И сега има повеќе толкување тука. Свети Григори Нински вели: едно нешто навистина треба да мразиме. Тоа е изумителот на гревот, непријателот на нашиот живот, за кого законот вели: мрази го својот непријател. Свети Григори Нински тука се осврнува на нешто што мислам дека многу битно. Тоа е дека денеска може да се слуша, например, дека некој се противи воопшто на омразата. Кај светите отци не може да го најдеме тоа во таква форма. Туку светите отци се, да кажеме, се противат на погрешната употреба на гневот и омразата, затоа што сепак гневот и омразата се некои сили, да кажеме така, на нашата душа, кои што може да ги употребиме не за да ги мразиме ближните или да се гневи на ближните, туку да го мразиме гревот и сатаната. И тоа е тука напишано. Ако нешто треба да мразиме, тоа е изумителот на гревот, непријателот на нашиот живот. И затоа вика законот вели: мрази го својот непријател. Дури Стариот Завет под непријател не подразбира во буквална смисла некој друг човек, туку се мисли на демонот, а денешните, да кажеме, светите отци ќе кажат не само демонот, туку и гревот. Следно толкова Свети Јероним Стрински вели: многумина, судејќи за Божите заповеди според својата слабост, а не според силата на светите луѓе, мислат дека заповеданото од Бога е невозможно да се исполни и сметаат дека за добродетелта е доволно да немаат омраза кон непријателите. Освен тоа, заповедта за љубовта кон нив како да ги надминува силите на човечката природа. Затоа треба да се знае дека Христос не го заповеда невозможното, туку само совршеното, кое што било остварено и во Стариот Завет од Давид во однос на Саул и Авесалом. Исто така и првомаченикот Стефан се молел за непријателите кои што го убивале со камења. И апостолот Павле сака да биде проклет заради своите гонители. На тоа поучувал Исус кога и тоа и самиот го исполнил, извикувајќи на крстот: Оче, прости им, зашто не знаат што прават. Значи, тука сега светите отци коментираат на она што се вели: љубете ги своите непријатели. Затоа што да немаме омраза према непријателите е една работа, а да ги сакаме е веќе нешто друго. Тоа го немам тука во овие толкувања, затоа што него немав точно кај беше, меѓутоа знам дека некои светите отци дури љубовта кон непријателите ја сметаат како критериум за тоа колку сме не христијани. Да, значи овде, например, во беседата на гората, Христос како да почнува систематски да ги изложува заповедите, 10 Божи заповеди и да ги кажува кој, да кажеме, кој е нивниот дух, да го кажува и да воведува уште построги правила. Значи, тоа што е во Стариот Завет напишано, да кажеме, на еден начин, Христос сега го кажува на друг уште построг начин. И затоа вика: сте слушнале дека е напишано вака, сте слушнале дека е речено: љуби го својот ближен, мрази го својот непријател. А јас ви велам: љубете ги своите непријатели. Значи, ова е заповед Христова. Ако сме ние христијани, должни сме да пазиме оваа заповед. И сега ќе продолжам со читањето, затоа што се разјаснува понатаму уште повеќе ова. Свети Григори Двоеслов вели: Бог заповеда да ги љубиме непријателите, а сепак некои го молат Бога да го убие нивниот непријател. Затоа, оној кој што се моли на таков начин, тој со своите молитви се бори против Создателот. Поради тоа за Јуда се вели молитвата негова да се прими за грев. Псалм 108. Затоа што молитвата станува грев тогаш кога се молат за она што го забранува самиот оној кому тие му се молат. Затоа вистината, односно Господ вели: и кога стоите на молитва, проштевете ако имате нешто против некого, та е вашиот Отец кој е на небесата да ви ги прости вашите грешки. И уште едно нешто ќе прочитам тука. Свети Николај Охридски вели: заповедите Христови се чинат неисполнливи
за оној кој што никој пат не се обидел да ги исполни. Например, Господ рекол: правете им добро на оние кои што ве мразат. А ти со чудење прашуваш: зарем е возможно тоа? Зарем таквата заповед не е спротивна на човечката природа? Ти никогаш не би го прашал тоа, ако барем еднаш во животот си се обидел да му направиш добро на човек кој те мрази. А ако си се обидел, ќе знаеш дека таа заповед Господова е исполнлива и согласно со најдобрата човечка природа. Има уште нешто тука во истата смисла, тоа дека човек му се чини дека ова е неисполнливо, невозможно да се исполни, ако не го проба. Свети Силуан Атонски вели: душата не може да има мир ако не се моли за непријателите. Душата која преку благодата Божја е научена да се моли, да сака и да го жали секое створение, а најмногу човекот за кој Господ страдаше на крстот и кој пропати заради нас. Значи душата е преку благодата Божја научена да се моли и да го жали секое створение. Господ ме научи да ги сакам непријателите. Ова е од неговите лични списи, затоа вака пишува. Господ ме научи да ги сакам непријателите. Без благодата Божја не можеме да ги сакаме непријателите. Но Светиот Дух ја учи душата на љубов и тогаш човек почнува да ги жали дури и злите духови, затоа што отпаднале од доброто и го изгубиле смирението и љубовта кон Бога. Ве молам, пробајте самите, ако некој ве нажали или посрамоти, или земе нешто што е ваше, или ја прогони црквата, молете му се на Бога за него и велете: Господи, сите сме Твои створенија, сожалеј се на своите слуги и обрати ги на патот кон покајанието. Тогаш во себе ќе носиш благодата и ќе го почувствуваш незиното присуство. На почетокот присилувај се себе си на љубов кон непријателите, а кога Господ ќе види твојата добра волја, ќе ти помогне во се и самиот опит ќе те упати што треба да правиш. А оној кој што мисли лошо за своите непријатели, тој нема љубов Божја и не го познава Бога. Значи, повеќе свети отци нагласува дека ова не е нешто во преносна смисла кажано, туку е во буквална смисла кажано дека човек е должен да ги љуби своите непријатели. Конкретно Свети Силуан Атонски го кажа тоа можеби вака јасно од овие толкувања што ги прочитавме, затоа што вели: нема мир Божи, нема човекот мир во својата душа ако има омраза дури према оние кои што уставно кажано праведно има омраза према нив, стварно му наштетиле. И тоа кажува од свое собствено искуство, не кажува: слушате, јас вака мислам, него кажува: Господ ме научи вака и вака. Свети Јован Златоуст вели: ако внимателно ги разгледаме зборовите на Спасителот, ќе видиме дека во нив се содржи нов пропис, многу повозвишен. Сушност, он ни заповеда не само да ги љубиме непријателите, туку и да се молиме за нив. Гледаш ли на каков степен се искачил он и како не поставил на врвот на добродетелите? Гледај ги и број ги, почнувајќи од првиот сите степени. Првиот степен е да не се прават навреди. Вториот е, кога е направена навреда, да не се враќа со исто зло на оној кој што не навредил. Третиот степен, не само да не му се прави истото на оној кој што не поредил, туку да се остави спокоен. Четврт, значи не само да не му се враќа со иста мера, него воопшто ни со помала мера да не му се враќа. Четврт, да се предаваме себе си на злопатење. Пети, да даваме повеќе отколку што од нас бара да земе оној кој што ни прави штета. Шести степен, да не чуваме омраза кон него. Седми, дури да го љубиме. Осми, да му правиме добро. И девети, да му се молиме за него на Бога. Ја гледаш ли висината на љубомудрието или философијата? Но затоа и наградата е блескава. Значи, затоа што и заповедите се, да кажеме, тешки и возвишени, затоа и наградата е голема. Свети Теофилак Охридски вели: стигнахме до врвот на добродетелите, бидејќи што е поголемо од тоа, што кажа да ги љубиме непријателите. И ова не е невозможно, затоа што и Мојсей и Павле ги љубеле јудејците, кои непријателствувале против нив повеќе, ги љубеле нив повеќе отколку што самите себе си се сакале. И сите светци ги љубеле своите непријатели. Бидејќи треба да ги почитуваме како благодетели, затоа што секој кој не гони и не искушува, ни ја намалува казната за гревовите. Од друга страна, и Бог
ќе ни врати за тоа со голема награда, бидејќи слуша што вели понатаму, а се мисли што вели понатаму во Евангелието. Евангелието вели понатаму. Значи, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец кој е на небесата. Зашто тој прави неговото сонце да изгрева и врз лошите, и врз добрите, им праќа дожд и на праведниците и на неправедните. Толкувачот вели: кога некој ги запазува Божите заповеди, тој станува син Божи, не син по природа, туку по својата волја, односно по собствен избор. Теофилак Охридски вели: гледаш ли какво богатство ти дарува оној кој те мрази те оскрбува, се мисли на непријателот од претходниот стих. Само ако ти посакаш да трпиш. Значи, ако ние се потрудиме и изтрпиме неправда, се удостојуваме да бидеме наречени синови Божи. Тоа сака да ни каже. А по дожд и сонце се разбира како знаењето, така и учењето. Затоа што Бог сите ги осветува и ги поучува. Значи, тука се вели Теофилак Охридски по преносна смисла, вели, кај што вели во буквална смисла дожд и сонце и врз лошите и врз неправедните, вика, осем буквална смисла се мисли и на знаење и на поучување. Свети Јован Златоуст вели: бидејќи заповеста е велика и бара мажествена душа и голем подвиг, затоа и наградата за незиното исполнување Спасителот ја ветува онаква каква што не соедини со ниту една претходна заповед. Тој тука ветува не земја како на кротки, не утеха и помилување како на оние кои плачат и се милостиви, туку царство небесно, за тие да бидат подобни на Бога, колку што е тоа можно за луѓето. Забележи дека тој ни тука, ни предходно не го нарекува Бога свој Отец. Предходно, кога говорил за законувањето, го нарекол негов Бог и велик цар, а тука го нарекува наш Отец. Ова второто, за како го нарекува Бог Отецот, е нешто што не е директно сврзано за овие нови заповеди што ни се даваат. Свети Јован Кронштадтски вели: колку е милосрден небесниот Отец. Има многу луѓе праведни и неправедни, и неправедни има повеќе отколку праведни. А тој е милосрден кон сите. Тој е добар и кон неблагодарните и злите. И на сите ги излева своите неизброеви щедрости. Така биди и ти според можностите милосрден кон сите. А демонот на скржавоста немој да го слушаш. Небесниот Отец е щедар кон сите, биди и ти щедар. Ти самиот си искусил многократно дека кога ќе го надминеш убиственото чувство на скржавоста и доброволно, добросрдечно ќе ги угостиш другите со своите лепи сол, чај и шеќер, кога ќе даваш милостина, тогаш тебе ти станува лесно и пријатно. Истото она што кажуваше и Свети Силуан. Од своето искуство говорат, кога тоа го правеле, почувствувале дека имаат мир во своите души. Тоа значи дека ти постапуваш соодветно со заповеста Господова и Господ благоволи со благоволение кон тебе и изрекува мир на твојата душа. Каде што е исполнувањето на Господовите заповеди, таму е душевниот мир. Каде што се постапува спротивно на нив, таму нема мир, туку има притеснестост, скрб, тага, оган, мака. Каде што е исполнувањето на Господовите заповеди, таму е Господ. Каде што се постапува спротивно на нив, таму е ѓавол во срцето. Тука може што многу работи се кажат за овие нешто што ги прочитавме. Меѓутоа, ова ме подсетува, да речеме, на Свети Владика Николај, кога пред крајот на неговиот живот го прашале што му оставило, како беше прашањето, не сеќавам точно, дали најголем печаток или што му било најзначајно искуство во неговиот живот, тој рекол дека би дал половина од животот само за некоја минута во Дахау, каде што бил во концентрационен логор и таму ги искусил најтешките мигови од својот живот. Меѓутоа, каде што е таа голема тескоба, таму е и Бог присутен. Значи, ние можеме некој пат да живееме во удобство и Бог да ни даде, да кажеме, надворешни некакви добрини,
пријатност, не знам, сигурност, нешто, а да не ја почувствуваме близината Божја така силно. А оние кои што се случило да претрпат некое големо зло, многу пати кога тоа го претрпуваат на христијански начин, тие доживуваат близината Божја толку силно што не сакаат да се откажат, да кажем, од тоа искуство. И мене ми се чини дека тоа истата причина зошто некои од подвижниците, што се многобројни, кои што ги знаеме, оделе и живееле во некои невозможни, незамисливи услови во пештери, некаде каде што нема никакви удобности ни елементарни услови за живот, меѓутоа тие таму седеле не затоа што биле мазохисти, туку затоа што таму толку многу ја чувствувале близината Божја што не сакале тоа да го напуштат. Значи, поуката за нас тука е дека ако се случи да претрпиме зло, да се трудиме ние да ги запазиме Божите заповеди на нашите непријатели, не само да не им враќаме со зло, туку да им враќаме со добро и да се молиме за нив во нашето срце, да не чуваме непријателство према нив, да не чуваме горчина и омраза, и тогаш Божјата благодат ќе дојде дупла на нас. Евангелието продолжува. Зашто ако ги љубите оние што вас ве љубат, каква ќе ви биде наградата? Не го прават листото и митниците. Теофилакт Охридски вели: ќе трепериме бидејќи ние не сме слични ниту на митниците, бидејќи се случува да ги мразиме и оние кои што не сакаат. А Свети Јован Златоуст вели: зашто ќе бидеме достојни ние, кои добиваме наредба ревносно да се грижиме за тоа, да му се уподобиме на Бога, меѓутоа можно е да не сме рамни ниту на митниците. Всушност, ако митниците и грешниците и незнабожците ги сакаат оние кои што нив ги сакаат, а ние ниту тоа го правиме, туку им завидуваме на добрата слава на нашите браќа, тогаш на каква казна ќе бидеме подложени, кога сме подолни од незнабожците, а треба да бидеме повозвишени од грешниците. Кажи ми тогаш, како можеме да го видиме царството, како ќе влеземе во неговите свечени предворја, кога во ништо не сме подобри од митниците. Значи, двајцата толкувачи, да кажеме на друга страна сега, да кажеме го објаснува тоа, ни кажува дека се случува ние кои што се повикани на многу возвишени критериуми, некој пат да паднеме пониско од незнабожците, пред ги спомнеме муслиманите, и може некој пат да се случи кај некој од друга вера да има поголема човечност, него кај некој од христијанска вера. Тоа не е оправдување за другата вера или да кажеме нешто да е тоа лошо за нашата вера, тоа покажува дека некој од христијаните нема достигнато тоа што е потребна мера на христијанството. Господ продолжува Евангелието: и ако ги поздравувате само своите браќа, што особено правите? Не постапуваат ли така и незнабожците? Свети Григори Палама вели: нема никаква полза за нас да се нарекуваме христијани, доколку со своите дела не се разликуваме од незнабожците. Затоа што, како што великиот Павле им рекол на јудејците дека обрезанието е навистина полезно ако го извршуваш законот, ако па го прекршуваш законот, твоето обрезание станува необрезание. Така и сега Христос преку Евангелието ни вели: вие што сте мои, ќе имате благодат од мене, ако ги запазувате моите заповеди. А ако пак вршите дела кои ги прават и грешниците, и ништо повеќе од тоа, ги сакате оние кои ве сакаат и им правите добро на оние кои што вам ви прават добро, тоа не ви дава никаква слобода пред мене. Тој го кажува тоа не за да ги одврати луѓето од тоа да ги сакаат оние кои што нив ги сакаат, им прават добро на оние кои што нив им прават добро, и да даваат заем, сметајќи дека ќе им бидат вратени парите, туку за да покаже дека секој од тие дела останува без награда, бидејќи тоа има награда, дека тоа има своја награда тука и не принесува никаква благодат на душата, не очистува од скверностите кои дошле како последица на гревот. Така што сето представено не и носи никаква полза, ниту благодат на душата за вечна награда. А она што тука не е представено, повлекува на себе си поголеми укори и носи на душата поголема штета. Затоа што оние што во одговор на љубовта кон себе не враќаат со љубов, туку ги огорчуваат оние кои што љубат, тие се полоши од митниците и од грешниците. А колку полоши се оние кои што и со своите дела и со своите зборови го враќаат спротивното. Значи,
Свети Григори Палам пак не го кажува истото. Залудно се нарекуваме христијани ако нашите дела не го сведочат тоа. Ако ние не сме ништо подобри од друговерците, да кажеме, тука тој кажува незнабожците, тогаш во што сме христијани? Ако нашата вера, например, ги спомнаме пак муслиманите, ако нашата вера во ништо не прави подобри од нив, нешто не е како што треба. Значи, ако кај нас нема секој пат најдобри примери за се, не сме на тоа ниво на кој што би требало да бидеме. И така, бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Ова е од Евангелието. Значи, Господ не повикува на совршенство. Свети Теофилакт Охридски вели, да се љубат само некои луѓе, пријателите, а другите да се мразат, тоа е несовршенство. Совршенство е сите да ги сакаме. И следно толкова велим. Да? Мислам дека има дозволено, да. Па некои така ги толкуваат тоа 100%. Дали сите така толкуваат, не знам, а некои така толкуваат. Старот Завет некои така го толкуваат. Баш пред скоро време миналето такво нешто. Така, значи, излегува дека во смисол ние не треба да ги лажеме. Најпоштени истина. Заповедта Божја уште повеќе од тоа. Божјата заповед е повеќе од тоа. Значи, Божјата заповед не прави веќе разлика кои ни се ближни, кои не ни се ближни. Вика и тие што ти се непријатели, не само да не ти се ближни. Например, некој си рамнодушен, нема ништо против тебе, он не знам друго верец, не знам Божец, не знам што. И ние да кажеме сме рамнодушни, ама има некој што ти прави зло. Доаѓа ти наштетува. И христијанско одговор е да не се враќа со оган на огно, туку да се покаже кротост. Сега ова е Божјата заповед буквално, тука нема никаква дилема. Она кај што да речеме се јавуваат некои нејасни работи, кои што ја нема да ги објаснувам сега, ама еве ќе ги спомнеме кога се спомнуваме пошироки примери, тоа дека може например да дојде до војна. Може да војна да биде например некоја православна земја нападната. Еве сега имаме братоубиствена војна, да кажеме, во Украина, кај што се православни, да кажеме, едните и другите. И тука некои например прашуваат како треба да постапат христијаните. Дали тука треба сега да кажеме, слушај, го спуштаме оружјето и не се бориме, нека прават што сакаат. Во најбуквална смисла да. Затоа што ние гледаме од првите векови на христијанството, како христијаните немале своја држава и не се бореле против гонителите со оружје. Значи, тие бегале од едно на друго место, кои ќе ги фателе, страдале, гинеле и не враќале со зло на зло. Значи, тоа е некаков христијански идеал. Се друго е под тој христијански идеал. Сега, дека за да опстои некоја држава, дека е потребно да има, не знам, војски, сето тоа, е потребно да има. И јас тука не можам да најдам сега да кажем правата мера, меѓутоа, она што е најголем идеал, е тоа што го посведочиле мачениците. Се друго е нешто малце пониско тоа. Јас сметам дека е благородно и битно да човек ја штити својата држава, да го положи својот живот за своите ближни, така тоа Христос кажува во Евангелието. Меѓутоа, ако гледаме највака строго по некои евангелски правила, стварно не би требало човек да на никој начин да се спротивставува на злото. Јас пак ќе кажам, тоа е нешто што е малце една пипава тема, не може толку лесно да речеме да се даде одговор, затоа што ние знаеме, да кажеме, дури некој нам да ни прави лошо, дека може да не би се противеле, ама ако прави лошо на нашот близок, например, некој родител, па неговото дете некој го закача, сметам дека тука е логично дека ќе се потруди да го одбрани, не само дете, него и пошироко својата фамилија, па понатаму ако земе и населбата, и градот, и државата. Значи тука веќе има слично како она што кажуваше Свети Василий Велики претходно за милостињата, и тука
треба да се употреби големо расудување. Не може да се земе едно нешто и да се абсолютизира тоа. Да продолжам понатаму. Живејќи по Бога да не бидеме мрзеливи. Нам не е можно да се споредуваме со Божеството, со неспоредливата и која го надминува умот и смислата Божја природа, туку да го подражаваме неговото човеколюбие, кротост и се благодарност, покажувајќи милосрдие кон ближните. Дури ако се работи за непријател или за предавник, во секој случај Божеството ќе ни помогне на сите и штедро да даваме, предварувајќи ги даровите со молби за полезност. Од ниеден човек Божеството не добива почести кои би биле достојни, па така да почнеме, колку што е можно за нас, да правиме добро, со лесни и чести борби да итаме кон тоа. Се мисли на некој вид на подвизи. Иако е невозможност да се достигне самиот врв и невозможно е да се добијат сите добра, но дури при земање на дел има голема полза. Значи, овде ќе прекина малку со читањето, затоа што ова е од Свети Антони Велики, кој што ни кажува за тоа што го прочитавме, бидете совршени. Вели, не е невозможно да бидеме совршени како Бога, меѓутоа ние треба да го поддржаваме, да се огледаме. И вика, ако не успееме целото да го земеме, барем дел. Ако не успееме целата, да кажеме таа, да кажеме така, целото совршенство, да земеме дел од тој возвишен критериум, да кажем така. Ние, вели, не можеме да го испиеме целиот извор, но зарем не можеме со примањето на вода во доволни количества да изгасиме жета која не мачи? Ако не можеме да го пропуштиме низ себе си целиот воздух, зарем ќе престанеме да дишеме? И ако не можеме да постигнеме сета смисла, зарем не треба воопшто да зборуваме? Можеме да покажеме дека и покрај силното противење ние сепак не сме отпаднале од совршенството, туку се трудиме за него колку што имаме сили и повеќе од што имаме сили. Тој стремеше за пофалба, затоа што ми се чини со постојаното извршување добри дела постојано се ита кон доброто. Значи, претходно што ни кажа со лесни и чести борби, се мисли дека ние сме повикани да имаме цело време едно стремење кон совршенството, цело време да имаме некаков подвиг. И тоа е за пофалба. Па кој колку може да постигне. А тука што се однесува за силното противење, имаме секако противење од демонот, кој што ние пробуваме да правиме добри дела, но секој пат има нешто да ни се спротистави, особено кога човек навистина ќе биде на некој пат да направи нешто добро, тогаш и најмногу има спротиставување. Ние христијаните би требало да сме навикнати на тоа, да знаеме дека дури некои најобични, најтривијални работи ги правиме потешко кога се за Бога, отколку кога се онака за нешто друго, за некоја друга потреба. И уште едно толкување Свети Григори Ниски. Да речеме дека некој кажува за себе си дека знае да слика. Управникот му нарачува да го нацрта ликот на царот, за да им го покаже на оние кои што живеат далеку и не може да го видат. Кога ќе нацрта на даска некаков лош и неубав лик, и тоа ќе го нарече лик на царот, нема ли со тоа да привлече праведно негодување? Лошата слика може да биде причина за лошото мислење за праобразот, кај оние кои што не го знаат. Затоа што, како што е насликан ликот на цртежот, такво ќе биде и почитувањето на преобразот. Па така, штом христијанството е подражавање на Бога, тогаш човекот кој води живот во подражавање на Бога е уверен во тоа, на тој начин ќе биде почитувано и нашето божество. И самиот Бог сака да каже. Ако тој гледа примери на се што е добро, ќе уверува дека божеството што го почитуваме е добро. Ако пак биде предаден на страстите и ако во својот карактер, сообразно со различните страсти, изобразува различни видови животни, а при сето тоа себе си се нарекува христијанин, тогаш тој со својот живот ќе дава повод на неверните да го обвинуваат божеството во кое ние веруваме. Не е чудно што и Светото писмо на таквот му објавува страшна закана. Ми се чини дека првенствено кон таа мисла не упатува Господ, кога им рекол оние што може да чујат, бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Затоа што, именувајќи го вистинскиот Отец, како Отец на верните, тој сака и родените од него да имаат сличност
со согледувањето во него совршенство на добрините. Ова малце се комплицирани изразиве, меѓутоа сака да каже дека како што еден сликар, ако, значи сега во денешно време е лесно, човек ќе направи фотографија, меѓутоа во старо време, за да биде представен ликот на царот, некој треба да го наслика. И ако го наслика грдо, тогаш сите ќе имаат грда представа за царот. Дури може да имаат лошо мислење, затоа што е нацртан многу неумесно. На сличен начин, и кажуваат толковачот, вели, и таквиот сликар ќе привлече на себе праведна осуда. На сличен начин и ние како христијани, ако не стремиме кон совршенство, ако не стремиме кон тоа да во себе си ги изобразиме Божите добродетели, тогаш ќе бидеме праведно предмет на осуда. Иако кај нас, како што вели тука, нашиот карактер изобразува различни животни, во смисла дека се несоме некој пат не човечки, некој пат нашите телесни страсти знаат да надвладеат и да не можеме да се спротивставиме, тогаш оставаме лоша слика не само за себе си, туку и за целото христијанство, да не кажеме дека и за самиот Бог. И затоа не повикува Свети Григори Ниски да, колку што можеме, да се уподобиме на Бога, да целиме кон тоа совршенство кое што Бог го има. Јас толку спремно за денес, имам уште еден дел што може да го прочитаме, може и покасно. Меѓутоа овде завршувам таа глава што образуваме са главата 5. Ако имате уште нешто како забелешка или нешто сакате да прашате или да кажете. Мене овој дел ми е, да кажеме, многу така впечатлив, затоа што зборува за нешто што стварно се чини дека ги надминува нашите човечки мерила. Значи да не само да не се враќа на злото со зло, туку и да се покажува љубов кон непријателите, да се молиме кон непријателите, нешто вака, може би кој што на човек не би му паднало на памет. А слично на ова ќе ви кажам нешто што прочитав во некоја подвижничка литература, не знам точно каде, за некој искусен подвижник кој што претрпел клевета од негов познат, да кажеме, друг монах, брат. И постариот брат кој што претрпел неправда, кој слушнал дека има за него клевета што шири тој помладиот, тој не само што не се навредил, не само што не го осудил помладиот брат, туку кога му се молил на Бога, му се молил: Боже, помилуј ме мене по молитвите на помладиот брат. Значи, како да тој помладиот брат не само што не го клевете, туку и се моли за него. И тоа довело да помладиот брат се покае и да се измират и да дојде, да кажем, да се разреши таа ситуација. И многу пати ние можеме да се обидеме да го направиме истото. Кога некој, например, нешто ќе не навреди, ќе не огорчи, ќе не наштети, можеме да пробаме со сите сили да му се молиме на Бога за тој човек. Ама не е, да кажеме, само од устата, од срцето човек да чува друга во устата, со устата да изговара нешто добро, а во срцето да чува зло, туку од цело срце да му се помолиме. И ако тоа се обидеме да го направиме, како што кажа претhodно толкувачите, први на сила се обидеме, верувам дека ќе ги видиме плодовите од тоа добро дејство. А за крај ќе ви го прочитам, пошто гледам дека имаме малце време, она што вие претпоставам дека сите го знаете, ама кога се зборува за љубов на непријателите, кон непријателите ми е една од првите асоциации, тоа е таа песна на Владика Николај: Благослови ги Боже моите непријатели. Ја знаете претпоставам или не? Јас ќе прочитам сега. Благослови ги моите непријатели Господи, и јас ги благословувам и не ги колнам. Непријателите повеќе ми истурка во твојата преградка отколку пријателите. Пријателите ми врзуваа за земјата, непријателите ме одврзуваа од земјата и ги рушија сите мои надежи во земјата. Тие ме правеа странец во земските царства и непотребен жител на земјата. Како што гонетото животно наоѓа посигурно за солниште отколку негонетото, така и јас, гонет од непријателите, најдов посигурно за солниште, скривајќи се под твојот шатор, каде што ни пријателите, ни непријателите не можат да ја погубат мојата душа. Благослови ги моите непријатели Господи, и јас ги благословам и не ги колнам. Тие наместо мене ги исповедаа моите греови пред светот.
Тие ме камшикуваа кога јас се сожалував да се камшикувам себе си. Тие ме мачија тогаш кога јас бегав од маките. Тие не навредуваа тогаш кога јас си ласкав самиот на себе. Тие ме плукаа тогаш кога јас се гордев со себе. Благослови ги моите непријатели, Господи, и јас ги благословам и не ги колнам. Кога се правев мудар, тие ме нарекуваа луд. Кога се правев силен, тие ми се смеја како на џуџе. Кога сакав да бидам водаш на луѓе, тие ме туркаа назад. Кога брзав да се збогатам, тие ме удираа со железна рака. Кога мислев мирно да спием, тие ме будеа од сон. Кога зидав куќа за долг и спокоен живот, тие ја рушеа и ми изгонуваа надвор. Навистина непријателите ме одврзаа од светот и ги продолжија моите раце до Твојот скут. Благослови ги моите непријатели, Господи, и јас ги благословам и не ги колнам. Благослови ги и умножи ги и уште повеќе огорчи ги против мене, да биде моето бегство кон Тебе неповратно. Надежта во луѓето да се искине како пајажина, да се зацери смирението целосно во мојата душа. Да стане срцето гроб на моите два злобни близнака, гордоста и гневот. За сето мое богатство да го соберам на небото. Барем еднаш да се ослободам од себе измамата, која ме заплеткала во страшната мрежа на лажливиот живот. Непријателите ме научија да знам, она што ретко кој го знае, дека човекот нема непријатели во светот надвор од себе. Непријателите ги мрази само оној кој не знае дека непријателите не се непријатели, туку сурови пријатели. Навистина тешко ми е да речам кој ми направил повеќе добро, а кој повеќе зло во овој свет, пријателите или непријателите. Затоа благослови ги, Господи, и пријателите и непријателите мои. Робот ги колни непријателите зашто не знае, а синот ги благословува зашто знае. Зашто синот знае дека непријателите не можат да му го допрат животот. Затоа слободно чекори меѓу нив и моли му се на Бога за нив. Благослови ги моите непријатели, Господи, и јас ги благословам и не ги колнам. Толку ме за денес, како сакате уште нешто да кажете или да прашате, кажете. Тоа ќе го испееме тропор на Свети апостол евангелист Матеј, ќе завршиме. Усердно од митници с вашему владице Христу јавошу се на земни человеком на благост. Тому последовав апостол избрани јавил сјај си, благовестник Евангелија селе невеле гласен, сега радички им честную памет Твою. Мате благо глаголиве, моли милостива го Бога да грехов оставление подаз душам нашим. Слава Отцу, Сину, Светому Духу, и нини присно веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Молитвам се того апостола Матеј, се сети, Господи се Христе Боже наш, помилуј нас. Амин.